За новата учебна година Средното општинско техничко училиште Ѓорѓи Наумов од Битола воведува дуално образование преку нов образовен профил – техничар за индустријска мехатроника. Дуалното образование е овозможено во соработка со делегацијата на германското стопанство во Република Северна Македонија, Министерството за образование и наука и компанијата Кромберг и Шуберт. Денеска на сајмот на училишта, кој што се одржа на плоштадот Магнолија, тројцата партнери кои што го спроведуваат дуалното образование го објаснија новиот профил техничар за индустријска мехатроника. Дуално образование е модел каде што образовните процеси се одвиваат на две места, во училиште и во компанија. Училиштето е пред се задолжено за посредување на теоретските знаења, додека пак компанијата за спроведување на практична обука. На овој начин, преку комбинација на теоретски знаења и практични вештини, учениците навистина ќе се здобијат со знаења и вештини кои што се потребни на пазарот на трудот. Програмата за дуално образование се спроведува од 2017 година. Во 2018 ги имале првите класови, но поради големиот интерес од страна на компаниите, годинава за прв пат во Битола во техничкото училиште ќе се воведе дуално образование. Целта на програмата е да им се помогне на компаниите од индустријата да обезбедат стручни и квалификувани работници преку спроведување на системски елементи од германскиот модел на дуално стручно образование. Компаниите се приклучуваат на нашата програма и секако може да се приклучат компании кои што може да ги исполнат нашите германски стандарди. Тука вклучува зголемената практична обука во компанијата треба да има посебен ментор, просторија за обука, да има возможни учениците топол оброк, паричен надомест на месечно ниво и на крајот, што е најбитно, да им понуди директно вработување, со тоа што младите на крајот ќе имаат повеќе опции. Дуалното нема да биде слепа улица за нив, туку ќе можат и да запишат факултет доколку сакаат, а ќе можат и директно да се вработат во компанијата која што ги обучувала, во случајот во Битола, Кромберг и Шуберт. За техничкото училиште ова е шанса да се придобие поголем број на ученици и поквалитетно образование. Преку засилената соработка помеѓу компаниите и средните стручни училишта, моделот на дуално образование им овозможува на младите да се стекнат со стручни знаења и вештини кои се барани на пазарот на труд, рече директорот Владимир Роме. На поканата од Германската стопанска комора дали сакаат нивното училиште да биде дел од дуално образование, без размислување ја прифатиле. Корисна работа, бидејќи во градот се чувствува недостаток на стручни кадри, занимањата веќе ги немаме инсталатори, немаме монтери, немаме бравери. Задолжителното средно образование направи тоа да се бориме сега да ученик повеќе и тоа некој мора да го промени. Со оваа паралелка, учениците мислам дека ќе добијат квалитетно образование во теоретскиот дел сигурно, бидејќи тоа го нудиме како училиште. Во практичниот Кромберг веќе е синоним за фирма за вработување, гигант во општината наша. И мислам дека ќе имаме доста добра соработка и со едните и со другите во интерес на учениците. Учениците ќе добијат практични примерливи знаења, дуалното образование е фактички учење преку работа. На таков начин тие ќе бидат спремни после матурирањето да влезат директно во процесот на производство и да формираат семејство доколку не сакаат да одат понатаму. Ова паралелка или ова дуално образование не ја ограничува децата да не одат на факултет. Нив само на тие што сакаат му се нуди шанса да бидат вработени веднаш во компанијата Кромберг и Шуберт. Во втората и четврта година децата добиваат стипендија, што не е баш мал износ. Мислам дека од интерес и помош на секој млад човек во соочувањето со секојдневните проблеми и во учењето и во секој работни навики. Минатата година успеале да запишат рекорден број на ученици. За годинава се надеваат дека ќе го постигнат посакуваниот број, со оглед на тоа што интересот за техничките струки од година во година се зголемува.